Би сакал да ве запознам дека во Сојузот на синдикатите на Македонија веќе еден подолг период, скоро цела година, имаме упат од страна на четворица председатели на грански синдикати, кои во обид да ги реализираат одредени своји лични интереси, понатаму според нашите анализи одредени бизнис интереси и да го вовлечат Сојузот на синдикатите на Македонија во одредена политичка агенда, еден подолг период упорно вршат упат во нормалното работење на Сојузот на синдикатите на Македонија, кршејќи го статутот на Сојузот на синдикатите на Македонија, обидувајќи се да го рушат насилно и легитимно избраното раководство на Сојузот на синдикатите на Македонија на 19-тиот конгрес на Сојузот на синдикатите на Македонија и легитимно избраниот секретар на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија. Како што знаете, Сојузот на синдикатите на Македонија во текот на овој период се фокусираше на неколку кампањи. Тоа е кампањата поврзана со реализација на регресот за годишен одмор, реализација на кампањата за безбедност и здравје при работа, како и реализација на една наша стратешка определба по донесувањето на законот за минимална плата во Република Македонија, да дојдеме до ситуација или да исчистиме се она што значи непримање на плата. И не случајно зборуваме за некои бизнис кругови, за одредени други политички интереси, бидејќи во екот на овие кампањи, посебно во делот за кампањата за обезбедување на прием на плата на сите работници во Република Македонија, за разлика од 2005 година, каде што 36% скоро работници не примаа плата, ние како резултат на оваа активност денес можеме да зборуваме во Република Македонија дека имаме од 1,3 до 1,6 работници кои не примаат плата. Се случуваат во еден континуитет одредени упади од страна на овие четворица председатели на грански синдикати, се со цел да ја дефокусираат јавноста кон нивното сопствено неработење, кон она што значи исполнување на услови во пензија, бидејќи веројатно не го знае ни членството податокот дека председателот на СИЕР има 65 години неколку месеци, председателот НУПО 64 години неколку месеци, председателот на Агросиндикатот скоро 63 години, додека останатиот четврт самонаречен ВД председател повеќе беше познат по угостителски услуги отколку по однос на тоа што представува синдикат, обидувајќи се да дефокусираат јавноста, се обидуваат да го спречат Сојузот на синдикатите на Македонија кон остварување на овие стратешки цели и интереси и се обидоја со фалсификување на исправа најнапред во содейство со веќе променетата техничка министерка Ременски, злоупотребувајќи ја службената положба, фалсификувајќи исправа, правејќи обид за вршење на кривично дело, понатаму правејќи повеќе злоупотреби во делот на конституирањето на таа фалсификувана исправа, лажно представувајќи се, прават исправа со кои се обидоа насилно да го рушат ова легитимно раководство, зашто добија кривични пријави и во тек се водат постапки пред основно јавно обвинителство за делот на тие кривични дела кои во стек некаде превидуваат казна од 3 до 10 години затвор и се надевам дека за брзо време овие лица ќе бидат соочени со лицето на правдата. А во текот на овој период се соочија и со правдата и вистината со тоа што 13 грански синдикати, вкупно 17 грански синдикати, дадоа безрезервна легитимна поддршка на Сојузот на синдикатите на Македонија и на легитимното раководство. Конечно му рекоа не и стоп на ваквиот хир на тие четворица грански председатели, ја дадоа поддршката на овие 13 грански синдикати на легитимно избраното раководство, ги отфрлија и потврдија дека се шпекулации дека се одржани некакви седници на Совет каде што е променет Митревски и раководството и јасно потврдија дека апсолутен легитимитет имаат одлуките на 19-тиот конгрес на Сојузот на синдикатите на Македонија и легитимитет имаат сите тие активности кои, како што кажав, беа фокусирани во делот на остварувањето на регресот за годишен одмор за оваа година, во делот на реализација на Законот за безбедност и здравје при работа, кој патем речено предвидува
најмалку 2 пати годишно нашите синдикалци да извршат контрола на работните места, да учествуваат во составувањето на записникот со трудовата инспекција, да подпишат изјавата при работа и се нешто ни се случува во моментите кога Сојузот на синдикатите на Македонија треба да направи клучни активности. Оттаму нашиот сомнеж дека навистина станува збор за координирана дејност со цел да се спречи Сојузот на синдикатите на Македонија, раководството и Митревски да дојди да обезбеди дополнителни плати за работниците во Република Македонија, да дојди да обезбеди регрес за годишен одмор и да дојди да обезбеди подобри, побезбедни услови за работа. Фрапантен е податокот кој еве ќе го обнародиме и тоа долго време го криеа овие претседатели на грански синдикати, а ние како Сојуз на синдикати на Македонија, надевајќи се дека ќе ги исполнат своите обврски, Комисијата за финансирање јасно констатира дека овие четворица грански претседатели воопшто не го информираа членството дека од целокупната членарина која примаат како грански синдикати, истите, само за пример ќе ги спомнам, например синдикатот на СИЕР, чиј што председател е Пеце Ристевски со навршени над 65 години, за 2015 и 2016 година уплатил помалку членарина во вредност од 4.682.681 денар. Ангро синдикатот, чиј што председател е Живко Даневски, не уплатил членарина во висина од 2.589.374 денари. Синдикатот на Суткос, кој што председател е Дарко Димовски, не уплатил членарина во висина од над 3.370.358 и председателот Пецо Грујовски не уплатил членарина во висина од 4.368.083 денари, или вкупно сите уплатиле помалку 15.010.000 денари, што на вистина направиле тешка повреда на статутот на Сојузот на синдикатите на Македонија во делот на неуплатата на членарината и крајно демагошки и депласирано звучат нивните изјави дека нивното работење е во ред, а колку е во ред ќе можете да доклучите и од податокот што навистина треба да му кажат и да му објаснат на сопственото членство од сопствените грански синдикати зашто ја трошат оваа членарина, зошто не уплаќаат во Сојузот на синдикатите на Македонија или дали ја трошат за да ги обезбедат и понатаму слободно своите пензионерски синдикални денови, со оглед на тоа што демагошки звучи и нивниот призвук. Председател на грански синдикат на СИЕР, кој патем речено на 20 години, Пеце Ристевски, е председател на тој синдикат, нема подпишано грански колективен договор. Истиот наполни 65 години, Пецо Грујевски со 64 години воопшто не извршил подпишување на грански колективен договор, не уплатил средства, а пак уште повеќе фрапантен е податокот, председател е на синдикат на УПОС, кога знаеме дека професионалната кариера ја почнал како новинар, бил новинар и во трудбеник, а замислете ни повеќе ни помалку, преговара за членството кое работи во органите на управата, во органите на судството и во органите на администрацијата, а истиот не бил ниту пак државен, ниту јавен службеник. Станува збор, значи, за една неактивност кај овие грански синдикати, кои упорно, како што кажав ја, обструираа работата на Сојузот на синдикатите на Македонија и заради горе наведените причини, заради фалсификување на документацијата, фалсификување на волјата на членството изразена на 19-тиот конгрес и на мнозинството на 13-те грански синдикати, заради злоупотребата на својата службена положба, грубо кршење на статутот, обидот за насилно рушење на легитимното избрано раководство, обид за нарушување на безбедноста на лицата и имотот на Сојузот на синдикатите на Македонија, заради лажно представување, обиди за злосторничко здржување, неисплаќање на членарина, манипулирање со членството, председателството на Сојузот на синдикатите на Македонија на својата седница 13-та поред на 26.12.2016 едногласно најнапред донес одлука за суспендирање на овие 4 синдикати од членство во Сојузот на синдикатите на Македонија, а па Советот на својата седница 5-та поред одржана на 28.12.2016 година донесе одлука за исклучување од членство на овие 4 синдикати од Сојузот на синдикатите на Македонија. Значи, по суспензијата која изрече председателството,
членовите на совет од овие 4 грански синдикати не учествуваат понатаму во работа и од вкупно, бидејќи беа поставувани прашања колку беа присутни и дали биле воопшто присутни доволен број, значи од вкупно 35 членови на совет по суспендирањето на членството од овие 4 синдикати, вкупно учествуваат 26. За сите овие исклучувања гласаја членовите на совет кои е присутни само со еден глас против, што значи апсолутно мнозинство имаше во делот на донесувањето на одлуките за исклучување од членство на овие грански синдикати. Како председател на Сојузот на синдикатите на Македонија и представник на тие 13 грански здружени синдикати кои ја донесоа одлуката на председателство за суспензија и представник на тие 13 грански синдикати од името на членовите на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, сакам уште еднаш да упатам пораката до членовите на синдикатите кои се исклучени од Сојузот на синдикатите на Македонија, дека ова одлука не е насочена против нив. Вратите на Сојузот на синдикатите на Македонија се отворени за членовите на тие синдикати, но е затворена за нивното раководство кое, еве како што кажав, од безброј причини обструираше работата на Сојузот на синдикатите на Македонија и настојуваше од нивни познати причини или од наши предпоставени причини јасно да ја насочат својата борба против ССМ, против председателот, настојувајќи да си обезбедат, замислете, ни повеќе, ни потаму мандат од 65 до 70 години. Која е таа демагогија и која е таа мимикрија што му ја прават на членовите и на целокупна јавност, луѓе кои исполнили услови за пензија, од 65, замислете, да останат и понатаму председатели на грански синдикати и да очекуваат до 70 годишна возраст да ги водат тие синдикати. Која е таа демагогија која сакат да му ја предадат на членството, дека се загрижени за работењето на работниците и дека се загрижени за вкупниот број на работен стаж, а од друга страна се обезбедуваат мандати до 70 годишна возраст. Ете, заради сите овие повреди пред се од тие персонални личности направени со овие одлуки, а како што кажав, очекуваме за многу брзо, за многу скоро, сите овие синдикати повторно да бидат вклучени во Сојузот на синдикатите на Македонија, но откако навистина ќе расчистат со нивните раководства кои директно му нанесуваат штета на Сојузот на синдикатите на Македонија и на вкупното синдикално движење во Република Македонија. Сојузот на синдикатите на Македонија, почитувани членови на синдикатите и легитимно избраното раководство, без оглед на тоа што очигледно се менаџирани од друга страна обидите да се сруши ова раководство, пред се и заради тоа што навистина постигнавме историски резултати од типот на тоа што за прв пат во историјата на Република Македонија го донесовме законот за минимална плата. За прв пат во историјата на Република Македонија го донесовме законот за мобинг. Па сите овие измени на законот за безбедност и здравје при работа. За прв пат во историјата воведовме директиви за информирање и консултирање на членството. Го вративме регресот за годишен одмор. Воведовме 16 нови директиви во работното законодавство. Ратификувавме 8 нови конвенции на Меѓународната организација на трудот и на пат сме да ратификуваме уште 4 други конвенции. Ја запазивме возраста на пензиската граница и очигледно дека постојат структури во Република Македонија од разни интереси со цел да го срушат ваквото раководство. Ви уверувам дека како Сојуз на синдикати на Македонија имаме единство, имаме солидарност, имаме поддршка од тие 13 грански здружени синдикати кои јасно упатуваат пораката дека нема да дозволиме Сојузот на синдикатите на Македонија да биде срушен, нема да дозволиме насилно да се вршат упади во работата на Сојузот на синдикатите на Македонија и како што беше потврдено во низа состаноци и надвор од Република Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија ќе направиме и понатаму да биде лидер во синдикалното движење и во државата и пошироко, се разбира во содејство со здружените други синдикати кои, еве, сметам дека
со оглед на тоа што поддршка на легитимното раководство му дадоа и другите федерации, и Конфедерацијата на самостојни слободни синдикати, и СОНГ, и Европска федерација и Светската конфедерација на синдикати, слободно и понатаму и во текот на 2017 година ќе продолжиме борбата за остварување на работничките права во Република Македонија и пошироко. Ви благодарам.